Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Еве сме заедно. И јас се надевам веднаш на стартот и ќе го кажам тоа дека ќе останеме и понатаму да бидеме заедно, сите кои сме, дека ќе имаме и нови учесници, соговорници, што значи дека ќе се шири кругот. Ова дотолку повеќе што навистина денешната тема и тоа како чувствителна, затоа и потенцирам, направете напор да останеме заедно, да не се расипуваат односите, дури е најмала штета ако, не знам, емисијата не поминала во насока во која треба да биде, за да имаме едно аналитичко размислување, за да имаме едно сериозно или презентација токму и на сериозност и на созрејаност и така натаму, тоа и најмалку, велам, и како штета најмалку и може да нанесе она што може, веламе, навистина, ако сепак го докажеме или покажеме спротивното дека не сме доволно созрејани, токму за темата која е пред нас, а тоа се 9 години од еден од најобемните и од најчувствителните судски предмети, кои особено како поминува времето, всушност само може да се каже се заострува и таа поларизација, и едната и другата, или која и да е страна, значи на некој начин тие процепи се прошируваат, ако со некој поинаков речник, ако во почетокот биле можеби некои микро напрслини, наместо да се пополнат, тие се продлабочуваат и имаме навистина се по диаметрално спротивни ставови. Денеска се 9 години од упадот во собранието, 27 април 2017-та, и она што по 9 години е како состојба е дека апелациониот суд одлучи да не го прифати барањето на осудените за овој случај, кој бара повторување на постапката, со други зборови тоа значи дека нема повторно судење и дека сето тоа е завршена и многу чиста работа, во што всушност уверува токму и поранешната шефица на обвинителството Вилма Русковска, која вели дека предметот бил воден врз основа на цврсти материјални докази, дека пресудата, токму ова што го кажав, била потврдена и од апелациониот, но и од Врховниот суд, дека ниедна изјава на ниеден сведок не била сокриена од одбраната и дека настаните биле документирани со бројни видеоматеријали, како што вели таа, целиот свет ги виде доказите, ова е цитат. Појаснува дека обвинетите не биле гонети за кривично дело тероризам, туку за терористичко загрозување на уставниот поредок, дека тоа се различни кривични дела, односно дека следствено на тоа и нема некакви никакви потврлувања, односно ги отфрла тврдењата дека предметот бил воден по налог на тогашната власт на СДСМ, она што пак токму, велам, од другата страна можеме да го слушнеме, како и од осудените кои најавуваат кривична пријава токму за поранешната обвинителка, но и детали и аргументи поврзани со постапката за 27 април, дека доставиле докази кои го доведувале во прашање начинот на кој била водена истрагата и целиот судски процес, значи сосема спротивното, а токму ова од апелација дека не го прифаќа барањето, значи дека е се според правилата, така да се каже. Значи, сосема, велам, спротивно од тоа дека осудените, велам, поднесуваат кривична пријава до Русковска, против Русковска, па се до тоа дека и премиерот Мицковски
уште на почетокот на април, но ете, наназад нема ни да се навраќаме, затоа велам, тоа е оној јаз за кој сега зборуваме, како изминува времето, тој се продлабочува. Ако се враќаме наназад, дури се чини можеби дека помал бил. Така што премиерот на почетокот на април укажа на тоа дека токму зборувајќи за состојбите во судството по однос на вистината за судскиот процес за 27 април, која треба да се дознае дали постојат така наречени заштитени сведоци, односно сведоци кои давале изјави под присила од страна на одредени осудени лица, и Мицковски директно изјави дека случајот 27 април бил политички монтиран од претходната власт и според него недолжни невини луѓе биле прогласени за терористи. Нагласува дека дел од обвинетите сепак сториле одредени прекршоци за кои требало да одговараат, но не за тероризам. Ова пак ќе те подсетувам, Русковска го разграничува и дека не одговарале за тероризам, како што вели Мицковски, да не одговараат за тероризам, дека и не одговарале за тероризам, туку терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. И дека се тоа различни кривични дела сместени во различни глави од кривичниот законник, што значи дека според неа во соодветна категорија биле сместени и следствено ете и на сите докази, токму како што вели Русковска, овој предмет е, како што е и во темата ставено, пример за ефикасно водење на обемен судски предмет. И затоа велам, ова е токму како таа спротивставеност од едната страна монтиран политички процес, значи кој нема врска со судството, или пример за ефикасен судски процес во кој на вистина се е како што треба. Нема помеѓу. Барем и токму во помеѓу овие, велам, две опции нема некој кој мисли поинаку. Или ете, ако има, можеби ќе слушнеме во овој наш разговор пред нас, но генерално предпоставам дека и она што ќе се дискутира ќе биде или едната или другата. И прашањето е дотолку по чувствително, ако немаме меѓу варијанта, кој како ги гледа работите, може би е делумно, нема делумно, ако или една или друга, што е вистината. Така што ете, на еден начин сме во обид да го во еден поширок општествен консензус јавен, ете, го продискутираме тоа и токму имајќи ги предвид состојбите и таа тотално спротивставена противречност, да продискутираме дали ќе се расчистат тие околности. Или сметате дека се расчистени според судот, значи апелација го отфрла барањето на осудените за повторување, што значи дека е тоа завршена работа. Нема повторно судење. Како и да ете да продискутираме со ете уште едно укажување да се обидеме да навистина бидеме сериозни и конструктивни, токму за да дадеме малку повеќе светлина на настаните во насока на доаѓање до она што е вистината, наместо само дополнително продлабочување, кое, како што кажав, го имаме ете во овие 9 години. А би требало да е спротивното, јас затоа се плашам, пред нас е и трагедијата Кочани и така натаму како судски процеси. Судските процеси треба да ги неутрализираат тие пукнатини расцепи, така што ќе дојдат до вистината, ќе ја утврдат, и на крајот ќе испорачаат правдата. И со тоа ете нема да го вратат она што се случило, но барем ќе ако ништо друго дадат одговори и расветлат многу прашања. И секако одговорноста е по тоа во тој дел на токму оној систем на ова легално законодавство, соодветна казна и што веќе
произлегува според законот. 6091 924 925, кој ни е прв, повелете, добар ден. Добар ден и убав ден и вам, повелете, добар ден. Меѓутоа, темата не е баш за убаво, меѓутоа, дај Боже да биде се за убаво. Јас, да, но не може ни да се скокне, што човек да избегнува ли? Па не. Го ретникам, тоа е секојдневие кај нас, нема да. Тоа си е секојдневие, меѓутоа, значи, дека е монтиран, е монтиран. Значи, дали ќе се расчисти, ја мислам дека ќе се расчисти, затоа што луѓето ќе бидат упорни и треба да се расчисти. Терористичко здружување, ајде така не би било декларирано овако. Меѓутоа, по кој закон, по кој член, за ошто, значи за терористичко здружување. И па сега, ја не знам, во судот, значи имаме закон. Законот има членови. Значи, таму треба по нешто да се судија, не на кого сакаш и како сакаш. И гледам за други случаеви, се спогодиле, ба какво спогодување? Значи, еве, гледам за овие судии, што ги судија се спогодиле. Не е битно, еве и кај овие може да се спогодиле. Какво спогодување? Значи, тој што направил, меѓутоа, дајте му го тоа. Не му ставајте нешто што не е во ред. Видовме, тој едниот што отиде во Шведска, како по нивниот закон и по европски закон, што доби и како доби и дали е уопште терористичко здружување. Значи, кај нас ова е сега. Тој ова што го пресудил, дали е судија, дали е обвинител, не е битно и не ме интересира кој е што е, тој треба да се одговара. Значи, не може вие да правите дикрате со луѓето како што сакате, како тебе ти е кеф, ќе го осудам овој или оној. Значи, брате, има правило. Значи, ова беше катастрофа, нешто невидено, направено за луѓето вака да бидат. Крив беше тој што ја отвори вратата. Ако не отворија вратата, немаше да се случи. И сега, ајде нека докаже некој, тоа е мое мислење. Значи, исто еве, ја го мислам исто, ако не отвореше врата, немаше да се случи тоа. Немаше да влезе. А надвор што се случуваше и предизвикуваше беше друго. Кога влезе колата со толпата у луѓето, натре што ги преди. Така ете, истече времето, ви благодарам, поздрав до вас, повелете кој ни е следен, добар ден. Почитан родителу. Да, повелете, да, ве слушам. Значи ли тоа дека вие, ако ми ја отворите вашата влезна врата, дека јас си дам за право да влегнам? Ако не сум повикан од вас, така? Треба ли ја да бидам цивилизиран демократ и да го почитувам вашиот куќен домашен ред? Кој е ова оправдување? Вие спомнавте чувствителни проблеми. Почитувам водителу, ние живееме во болни проблеми. Ма знаете какви болни? Што печат и не се излечува. Ова 27 ми тоа што се случи. Простете ми на изразот. Си давам за право. Тоа само хулигани можат така тоа да го направат. Уличари. Секаде има ред и поредок. Дали ме разбирате? Па дава се става оградата пред собранието. Па ја треба да ја почитам. Значи, ја ако ја прескокнам оградата, ја имам нешто животински нагон во мене. Дали ме разбирате? Тоа е таа бариера препрека. Треба да се почитува. И сега ќе имаме ние оправдание за ова, ве молам. Па кога дојде сегашниот премиер и гордата Гордана пред да дојдат во нивните овие митинзи, што пропагира? Кога ќе дојдеме, ние ќе ги ослободиме. Почитам родителу, вака, и до кога ние ќе доживуваме тоа дека имало политичка позадина, ве молам. Аманте веќе, овие синдикалци веќе излезат на улица, имало политичка позадина, партија стои позадина. Медицинари веќе излезат политичка, а наставници, па до кога ние вака почитам родителу? Која позадина има изјавата на Вајс за наша Македонија? Која позадина има? Ја кажа реалноста. Да ви благодарам, ве поздравам. Добро, упад во собрание имаше, во ред, тоа е јасно, но целата оваа испротивставеност, значи и оние се едно кој да е, кои го имаат ставот дека е политички и така натаму, не негираат дека немало упад. Но прашањето е дали квалификацијата на делото и следствено на тоа пресудите соодветствуваат со стореното.
Што значи акцентот е на судството, на судскиот процес. Во контекст како кога дискутираме, некој доаѓа веднаш од бегство оди во домашен притвор, некој директно се праќа, тоа за многу помалку да речеме, ако ништо друго за финансиски помало обвинение. Или она што велиме кебапчиња и така натаму. И пресуда и слично. Затоа и велиме да кебапчиња, не велиме, а па не направил за ништо го пратиле, не, за кебапчиња, а овој другиот за милиони. Во таа смисла, таа релација, значи, акцентот е во суштина на судството, дали е соодветно класифицирано и спроведено делото. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, поздрав, се слушаме, повелете. Поздрав до тебе. Да, благодарам, повелете. Па случајот е кристално јасен, дека е ова изведена завера од надворешни непријатели во соработка со домашните предавници, со крајна цел промена на името. Тоа се истите овие домашни предавници што 50-те години ги убија 5 струмички студенти, познати како Златната петорка, што беа за независна Македонија. Истите, ова се децата нивни, сега што ги затворија уставобранителите. Пред фактите и боговите молчат. Во Капитол на Трамп приврзаниците влегува со оружје, имаше и загинати. Година и пол ги осудија. Овде влегува 500 души, најмалце без оружје. Зашто не ги судеа сите? Сите влегува со иста цел. Во еден од прислушкуваните разговори Русковска добро кажа: ни требаше, долго ќе траеше судењето, ни требаше брза пресуда. Брза пресуда за да се заплаши народот, да не реагира против промената на името. Квалификацијата за сторничко здружување тероризам, тамо како е кажана, Шилегов ја кажа 2 дена пред да ја каже обвинителката. Значи, таа веќе беше договорена. Така да, ова е кристално јасен случај организирана банда да го смени името. И ако се одржи судење, сега ќе се покаже све. И сведоците, гледаш, има изјави како биле принудувани да сведочат, како им биле нудени разни поволности. Во на американските универзитети, кај што ние правото америчко е сон за нас, така? Овој случај не случајно се изучува како случај како не треба да се суди. Значи, тако класичен случај за да го земат американските универзитети на студентите да го предаваат како не треба да се суди. Што треба повеќе? И благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па видете, монтиран случај не е, имало упат, ама судски процес може би да е монтиран. И треба да се расчистат околностите, да, видете вака. Еве, јас ако не се сложувам со голем дел од патриотите, ќе ја кажам мојата страна. Значи, тероризмот не може у оваа ситуација, тероризмот не може да се окарактеризира како терористички напад. Ќе ви направиме на споредба, некде имаше судење у Приштина, соседно Косово, за терористички напад. Значи, тоа е бас класичен терористички напад, што имало оружје, имало убиства, имало, значи, и фактички напад на една држава. Така да, и таму и овдека во овој случај, овдека да, сигурно кривично требало да одговарат сите што влегле и што го прекршиле на една голема институција како што е Собранието, него што е најтрагично и таму кај што имало терористички напад и овдека случај 27. април, главните организатори и далje се на слобода, шетаат, уживат негде по други држави, јадат, пијат, а невините како и во Косово и овдека се во затворот и највише тие и таквите страдат, а тие што го организираат, тоа не сега, него секогаш биле увек на слобода и уживале у своја слобода. Толку убав ден. Благодарам, ве поздравуваме и тоа е уште еден аспект како е и дали е монтиран. А второ, клучниот момент на кој кажавте, дали е комплетиран. Дали може да се каже дека е завршен ако не е се земено предвид. Затоа и спомнав, се извинувам,
го имаме процесот за Кочани. Има многу фактори тука. Дали може хипотетски да се каже за некој случај дека е комплетиран, затворен, ако еден од факторите кои се дел од тој случај не е процесуиран сеедно во која и да е смисла. Дури и во отсуство. Сеедно, или немаме пари за... Мислам, не може да се најдат парите, не се знае, или ете организатори, кои се, како се. Со други зборови, како, односно дали може да не се одрази врз случајот тоа ако немате една клучна карика во случајот, во одреден случај. Дали може независно да функционира тоа? Или за да кажете дека имате комплетиран предмет, затворен, треба сите фактори да се решени. Да е друго дали овој достапен, недостапен и слично, но да се знае. Значи, ако е возилото на 4 тркала, сите 4 тркала и може да се движи. Не, на 3 тркала па одиме така. Не е исто движењето, не е затворен, значи, случајот во таа смисла. Не може да се затвори сосема. Ни треба уште едно тркало за комплетно да биде. Сега ова велам токму во таа насока, дали е комплетирано или не. Имајќи предвид и тоа дека, како што кажав, апелација не го прифаќа барањето на осудените. Односно, ете, во одлуката се вели судот правилно оценил дека изнесените факти не се подобни и така натаму. Да причинат ослободување. Се едно, значи, заклучокот е нема повторно судење. А дали е добро, комплетно, објективно, односно врз основа на сите фактори. Затоа и спомнав, ете, Кочани. Само со процесуирање на сите кои се, како и да е поврзани, ќе може да се каже дека е затворен предметот. Тој може да се затвори и без тоа, но не е комплетен. Затоа, велам, едно е дали е монтиран, а друго е дали е комплетиран или не е комплетиран, да речем. Значи, може да е за дел од она што е достапно, ова другото останува нерасчистено. Не се знае кои се организатори, како се и така натаму, значи останува до, како би се кажало, за понатаму, да се, ако се појават дополнителни докази, да се опфати и тој дел. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Па, моје размислување вака. Не беа терористи и бранителите. Уставобранителите не беа терористи. Терористички напад не беше, не можем да кажем дека било терористички напад. Да, терористичко загрозување, според русковска значи, сепак, и квалификација. загрозување како сакаме да... Загрозување на уставниот поредок. Сепак, може имало насилство физичко, меѓутоа беа предизвикани, сите не предизвикане тоа. Меѓутоа, мене ме зачудува се вака. Значи, за овие бранителите да го потврдат тоа дека вистина било тоа насилничко, им помогна, значи, оние што се спогодија, што призна. Значи, тие признале, се спогодија за да не затвор дека било вистина терористичко организирано. Прво се виновни тие. Друго, сега овие што и поучуваат Вилма да е тужат, Вилма како се вика тоа обвинителкава, тие треба да разберат дека Вилма е само странка обвинителка. Вилма не ги донесла пресудите. Овие ги насушуваат за да ги, како да кажам, да им замаглат очите, владава сега, еве, ние ви помагаме, ќе тужите Вилма, ќе одговарат вамо таму, меѓутоа Вилма нема да одговара, затоа што Вилма не ги донесла пресудите. Вилма била само странка тука. Судите треба да одговараат, и едните, и другите, и први општински, и окружни таму апелациони и врховни. Тие треба да одговараат, тие треба да знаат дали е тоа злосторство, тероризам или не е тероризам. Судите, а не обвинителите, ние странките. Значи ова едно замагување да се пушти во јавност и да ми кажете од владата дали се ослободени бранителите или не се. Оти пред неколку години еден медија ви баше парична помош од затворот. Сега денеска слушаме ослободени се условно, да знаеме дали се ослободени или не се. Дали ова влада ги ослободи, исполни тие
Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Повелете, добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам, добар ден. Ало, господин. Да, добар ден, вие сте. Јас сум, чекам Да, малку поздрав, намалам. повелете. Благодарам на поздрав, господин Исус. Јас да те поздравам и вас и да поздравам Благодарам, вашите убаво да гледачи. сме сите заедно. Да. Еве сега јас правам малку пауза, денеска не знам што тема имате. Види тема, ќе кажам господин Исус нешто за тема. А бидејќи добро сум запознат, имав еден близок од Велес роднина, братуче Горан Ангелов Ќосето, беше учесник. Ми е втор братуче, значи татко него и мајка ми беа два братче деца. Седиме пред 2-3 дена во двор и викам, слушај, не оди. Вака ми вика бато Ѓоко, вика, да не ми викаш за тоа. Бато ме викаш. Значи се знаеше да ви кажам дека ќе влегуваат во собрание. Не е тоа спонтано, господин Исус. Значи човекот лично сум ви кажа од мој роднина. Сега здраво правиме, ми тоа 50 години не правиме. Меѓутоа, јас со ваквото, а почеток ваквите настани ги осудувам сериозно. Требаше тука полицијата да интервенира и да со пукање, за да се спречи влез во собрание. Секое влегување, дури премиерот на ВМРО што е сега влезе во собрание. Што мајка бараше, да ми извините, што бараше Христијан Мицковски во собрание? Значи, ова работа, господи, нема Вилма Русковска, каква Вилма Русковска, каков ѓавол. Па сега го слушам Јане Чентов, ти судот за човекови права се бурбарете правда бе луѓе. Како може да тепаш пратерици да бидеш уставобранител, по уставни се суди и што прави? Како преспански договор, кога преспанскиот договор потпишен дури во август за истата година, господи, немаше ни почеток на преговори. Така да ти кажувам дека ова срамно е што некои поддржуваат вакви терористички напади во држава. Добро, да, благодарам, но реакцијата на полицијата на обезбедувањето пак е друга работа. Што како требале да прават, тоа може да се стави и во релација токму како нивна пак одговорност. А зошто не го спречиле? Туку овозможиле да се влезе. Од обезбедувањето во собранието, отворање на врата и така натаму, па до превенирање. Тогаш нема што, знаете, како се поместува границата, а потоа дали да се пукало или слично. А зошто? Ако не е прво загрозен некој директно, а второ, велам, треба да се дојде до тоа за да се преминува на друго ниво. Затоа велам, тука можеме да дискутираме токму и за подготвеноста, неподготвеноста, неефикасноста, сеедно, како и да е кажано на полицијата на обезбедувањето, што е во директна релација со упадот. Ако биле на ниво на задачата, не би се случило тоа, не би се ни отворила вратата. Каде е обезбедувањето внатре? И така натаму. Еве го имаме ова завчера со председателот на САД Трамп. И тука сега ние од една страна може да дискутираме, како тој, по која ете ќе биде сега гонет, загрозување, какво терористичко или што е веќе. Но тоа е една работа. Друга работа е апсолутно фактот дека без двоумење катастрофално потврлило обезбедувањето. Дека со други зборови заради тоа потврлување на обезбедувањето дојде до тоа. А може да дојде и до многу полоша. Да има и жртви за ова што се случи во САД. При тоа е прв настан на Трамп во толкав обем со дописници и со цела администрација. Тоа да беше нешто, да ескалираше во нешто, тоа катастрофално ќе беше. Значи на едно место огромен број на. И сега велам, една работа е тоа, како ќе се процесуира, дали бил еден, дали биле 200 на тој настан. И тоа е една работа. И што применил тој? И колку бил тој ефикасен? А колку биле овие неефикасни? Тоа е, велам, друга работа.
Така што затоа ние може да дискутираме по тоа, а потоа хипотетски, не знам, пукаат, па како ете овој при оној претходен обид за атентат на председателот, кога беше погоден, закачен, всушност. Тогаш е директно ликвидиран. Да, пукан е и ликвидиран. Но повторно и тука, а како е дозволено тоа? И во случајот ете со председателот на САД имаме, ова завчера беше трет обид за атентат. Така што едно е сега да претходниот го ликвидирале. Ова вчера, а друго е да дискутираме, а видите, 3 пати им се случува тоа. И тоа на овој настан, велам, кој прв пат е со толку дописници, со странски, со практично цела администрација своја. И при тоа воопшто не спомнувајќи за председател на САД, какво треба има обезбедување и така натаму. Така што и околу тоа треба да се зборува. Ефикасноста на обезбедувањето. Се е тоа во повторно таа релација. Едно е кој сака да направи нешто, други е колку. Зошто не излегува МВР со билтени? Се намалила бројката, не знам, на прекршоци, се намалила бројката на кражби и така натаму, за да ни покажат колку се ефикасни. Не е затоа што, мислам, зошто и во интерес има и нив да се фалат како се ефикасни. А не затоа што се поправиле луѓето. Значи, постојано ќе има криминалци, убици и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете, добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Видете вамо, ако човек и да не гледа и да не слуша ова, се знајте дека организатор, по која логика ќе ви кажам, организатор е сегашната опозиција. Зошто? Затоа, ова значи е факт. Затоа што одреди во тоа време, кога што се собирае луѓето, тогаш одреди да ја направи таа седмица. Тоа е факт, за да ги испровоцираат и да се направи таков инцидент. Значи, и ова беше поддржано од Европа за сменвење име. Тоа треба да ни е јасно. И во таа работа успеа да не разделят северни македонци и македонци. И штетата е тоа што северните македонци веќе упорно го сакаат да се внесат тие бугари и упорно. Тоа е најголемата штета и разединувањето. Значи, луѓето не се терористи, значи тоа е голема неправда, значи терористи со камен во џебовите немаја луѓето, а не терористи. Тука беше голема провокација и тие во тој момент, ќе повторам што го држае седницата, и пеење на туѓа химна и отварање прво тој што ја отвори вратата, значи се е тоа договор од сегашната предавничка опозиција. Мора тоа да ни е јасно. Тоа е, значи, очигледно заменување на името и тоа ни е историја. Тоа е факт и мора да разбериме. И се додека стоиме вака пак северни, ако не појдиме на ова власт да се поддржи, ние уште ќе се делиме и нигде ќе не нема. Така да му дојде. Така истече времето и благодарам, поздрав до вас. Да, и на коете во таа насока на тиете различни ставови, дополнителни раздвојувања, пукнатини, да не кажеме, ова што спомнавте сега со уставните измени, колку што видов и пред малку, дуи најавува организирање на референдум за уставни измени. Значи, ете, тоа е уште една фрагментација, дополнително може да се каже. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, поздрав, се слушаме. Ало. Да, ве слушам, добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Ги слушам предходници и се смеам да ти кажам право. Каква врска има името кога ова се случи 2017 година, името се менјаваше 2 години после тоа, луѓе. Дај малце, сетете се што зборите и контролирајте ги настаните во државата. Ја ги жалам овие луѓе затоа што ги наседнава. Треба да си признаеме дека луѓето се наседнати. Само, ако сакаше ВМРО да ги спаси луѓето, требаше Гешковска, тогашната обвинител,
јавниот обвинител Зврлевски да ги судат за друго дело, а тоа е учествувал во толпа, за да поради што влегле во собрание и тогаш согласно уставот неке можеа 2 пати да бидат судени за исто дело. Они ги оставија луѓето на цедило година дена. Луѓето година дена беа на цедило, не знаеме што ќе се случи со нив. Сега сите се прават душегрижници. А гледаат како луѓето страдаат. И дозволија, што е тука спорно, сакам да ги прашам. Не влегоа во собрание, не носеа качулки, не тепаа пратеници. Што е спорно, сакам да прашам. Кој ги крадеше хардисковите од влезот во собрание, сакам да прашам. Зошто избега началници на ДБК во Турција и во Грција и во Унгарија, ако е наместена работа сегашната опозиција? Зошто навивачите на ракометниот клуб Вардар беа пред салата Јане Сандански, а не во салата? Знаете зашто? За да се врзат големи полициски сили да ги обезведуваат. Све смислено беше, тоа се играт играчки луѓе. Кога се случило тие навивачи да бидат надвор пред салата? До тогаш, никогаш. И сега знаете што? Проблемот е што тие се ги наместија, се извадија, а луѓето настрадава. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Дали имаме некого, повелете. Ало, добар ден. Се слушаме, повелете. Браво, Ише. Да, поздрав до вас. Така. Знаеш од кога бај више? Од 2006-та, 7-8, теком емисија. Тога владееше ВМРО, од 2006-та Никола Груевски и демократија и владееше, ако викате режим, и текомите мисии ги уведе. И слободно секој да протестираше, никој не му се закануваше. А вие колко дойде 2016? До 2016. 2016 победи, али судите се од 91-а, те се судите страдани, теком ти кажа. Само судите. Тие судуки, суди и тоа са корумпирани од 91-а се заедно со СДС, наша земја, што викате, сега не викате Македонија, порано кога се на власт, само северна. Не признаат Македонија. Договори. И сега би суди, истото го прават. Истото поддржуваат седам. Да ги поддржуваат, да ги слушат ја предавниците, а они се предавници, Венко ќе кажува некои предавници, па беме македонци, не беме северџани, бе. Вие сте учесници на предавници. Треба наново судење. Јане Ченко бара наново судење. Се лажи сведоци се, они сите и сите се така и суден под сомнеш, никако криминал, никако тероризам, никако нешто не се пронајде, никако оружје. А терористите се унатре со ДУИ од 2001 тие водија заедно војната, не е делија, сега са заедно крадат и плачкат. И сега да уништува државата сега. Нановото судење ќе биде. Ви благодараме, ти истече времето. Поздрав до вас. Повелете. Добар ден, кој ни е следен. Добар ден. Дали се слушаме, повелете. Ало? Да, поздрав до вас. Има. Да, има, еве, одлично, тука сме. Тука сме, константно, летна на брзинка. Повелете, да. Вака. Види вака, што се однесува до влегувањето на овие жртви, да ги речам, курбани ги викаме, курбани, нели оноа Курбан Байрам, такви работи. Овие се, значи, у тој стил, значи, паднати се како курбани, за да го бранат оне у Будимпешта таму, од неговите криминали и тоа што као се наљути, па не ќе да преговара за име, промена на име тие работи, ја ќе си ја терам на своја рука, ќе правам ја со БРИКС договори у тоа време, значи, зборам за бегалката. Значи, ќе идам ја заедно со Русија, па му бев и на гости на Русија, на Путин. Сето тоа се дешава така да, он со тие гестови покажуваше дека он влече кон Русија и кон БРИКС. Јас лично сум исто така за БРИКС и за Русија, али тогаш не беа створени можности за он тоа да го направи,
а бидејќи им се одметна, значи проба, значи они пробаа и преку овие УЧК-1, ја ги викам, со Алија Метишеве, да направат нека саботажа во власта, правеа овие нешто, ама беа многу компрометирани со многу пари поземано, ќе беа избрукани пред нивните ранковните. Па тот реши да не го лизне од ова и да го донесе муртинчето. Тој знаеше дека тоа ќе се случи и ако се сеќаш на Сител даде некоја изјава со влечки таму да не сидело, па нели беа некои моторџи таму правеа алува, едно скоро месец дена дивење беше тоа тука. Еве сега, по налог на Западот е се ова. Значи, овие не се по налог на Заев, јакиот фактор у Македонија. Западот. Значи, Западот ги апсеше, Западот ги рече терористи, нема време, поздрав. Благодарам, поздрав, но добро, каде е правосудството во сето тоа? Тоа велам, епилогот е од правосудството. Завршена е работата, ете, отфрлено е и од апелација барањето за повторување на судењето. Значи, нема колку што гледам, јас нема повеќе исцрпени се опциите. Значи, правосудството ги собрало, анализирало, утврдило сите околности, донело пресуда. Нашето правосудство, не знам, ете, кој како вели вие или се едно, овој од вамо, од тамо, од запад, овој влијаел, оној, овој порачувал, овој местел, овој ги жртвувал и така натаму, било што било. Последниот збор, ете, тоа се случило и готово, не е битно кој сега како, велам, се возите о возило, ајде, престигни го ово и така натаму. И дошло што дошло, веќе тоа е друга работа, како дошло. Отворен е предметот, се случило. Правосудството, велам, ги процесуира работите и дали е тоа е суштината, тоа е прашањето. Дали ги утврдува реално сите околности и носи соодветна, велам, од квалификација на делото па до пресудата, ова што беше испомнато пред малку од еден учесник, соговорник. Дали да било учество од толпа и така натаму. Затоа што јасно е дека квалификацијата си носи и казна. Што е како е, не мора ништо да е направено, ако е, не знам, тероризам, се знае која е казната, не е и така натаму. Тука, велам, поранешната обвинителка Русковска вели да, не било тероризам, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Но како и да е, јасно дека што не е само загрозување, ако е загрозување на, не знам, на безбедноста, се знае, може да сте бучни, да се карате пред зграда и така натаму. Загрозува јавен ред и мир. Па потоа, не знам, категорија повеќе, повисоко, загрозува уставен поредок. Не знам како што, врз символите, знаците, нешто пречкртува, прави или така натаму. Па се оди понатаму, нели, уште повисоко. А терористичко загрозување и така натаму, естествено, јасно дека и казните се според квалификацијата. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, поздрав до вас. Сега вака и со Повелете. се јавувам. Да, ве поздравувам, повелете. Значи, јас сум еден од певачите на ВМРО. Аха, кажете, да. Значи, на Рацатове за 27 април Никола Груевски. Значи, он ги организира войските да влезат во собранието. Ја не ги бранам овие Социјал-демократскиот сојуз, али он е организатор и нарачател. И тие Груевски какви проблеми направи у Македонија и ако се врате, директно себе во Идрисово доводе. Значи, он е и организатор и нарачател. Каков Јане Чепов, какви бакачи. Значи, ја не ги братам Социјал-демократскиот сојуз. Значи, па повторам, он беше организатор, Никола Груевски. И он беше нарачател со преглава у собранието. И тие академски граѓани и после се откажаа, оне, опенскиот тест, што ти знам. Да му биде јасно, јас сум еден од стевачите на ВМРО. Такви ВМРО-вци кај Груевски не ни требат. Значи, со 2014 како можеше Чепре да се направи галище.
Така и направи проблеми тие Груевски. Сепа Источна Македонија е, а и цели во Скопје. Значи, Лјубљана е 200.000 жители, 700.000 жители. И сега, и ова власт, ако така продолжи, тебе потеклото на имото да донесе нов закон и ќе има улеснителни околници овој републичкиот јавниот обвинител. Значи, многу лесно ќе и реше проблемите. Првен треба убеден стои што е јавниот обвинител што го ослободи од обвинение Лазар Нанев. Значи... Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Мислам, целосно. Се слушаме ли? На време раде желбите. Зајко, и се и Венко исто овај, Венко Филипче. Зашто не ги осудат? Луѓето се прави и честни, народот бара наново судење, наново судење. Не се истите суди, нови, тие се заменет суди. Тие сите саверски сите предмети да ги разгледат дека работиле погрешно, крибично, предмети крили ги, да се сите замена со други, да одговарат и кривично. Сите од корен да се сменат. Тие суди со 91-а. 300 трагедии видиме, криминали, корупција. Лично моја. Тие треба се затворат. Нови суди, Сајвески им одговор за 27 се да реши тоа. Уколку не го реши, он ќе одговара. Кривично ќе одговара, како учесник. Разбрали ми? Разбрали ми, Исус? Да, ве слушнав. Тоа е тоа. Вие се злосторници, учесници, за само те бара са уставни измени, тој е спас, друго ништо. Зашто не се откажаат договорите, Венко? За 27 човек, он лично го слушаме од учесника на собранието што го одржавал, вика, јас сум крив, вика, што го дозволи да дојде до ова, а не го затвори. Ама одуи селекција. Што ви учи нас? Сите беа страна пратеници. За да даде гласат тиранска платформа. Тоа е сите гргани го тоа, они го тоа предлага пред време и што сака да го изгласат. Тоа е пречката. Тие гргани се за тоа. И пратниците беа сите. Сите беа, ние сме против. Во една држава, две држави да прават абилизација. А дојдеа бегалци, дојдеа Швајцарија, тука се насумлија. Треба да и се пресуди. Само народот треба се да дозволе да излезе, да ги изгази и да ги избрка од судиите, сите там, со клопци да ги споди. Не заслужуваат уште да таму да трошат пари, народни пари. Така, благодарам, поздрав, повелете. Да. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Дали се слушаме? Се слушаме, повелете, вие сте. Благодарам. Прво, жалосно е што сега ние дискутираме после 9-10 години за процес кој што е одамна случен и не требаше да се случи. Прво мора да знаеме дека во собранието не може да се влезе кога сака, кој сака и како сака. Таму собранието е еден вид државата. Престолнината е тука и не може да. Оно што го направија таму, е недозволиво. Сега овде како сакат да најдат начин како да се намали казната, како да се тие луѓе обелат, што се оцрнати како да речам непријатен настан, што се вика. Меѓутоа за тоа треба да се најдат нарачателите. Се додека не се најдат нарачателите, кои што им дозволија, им наредија. Затоа што ние гледаме Муковски и Александар како стојат пред вратата и чекаа наредба да ја отворат вратата, а во тоа време влегува над 2000 граѓани во парламентот. А во нив беа само околу 20-тина кои што беа послушници на организаторот. И ние може ли да речеме дека немаше крвави лица, немаше влечење за коса, немаше ли мавање со стативи, со разни други предмети, повредени, оштетени, осакатени луѓе, и сега некој ќе каже дека меѓутоа требаше да оваа власт последна која пред да дојде, кажа ќе го укиниме преспанскиот, ќе ги ослободиме затворените, ќе направиме ово, ќе направиме, од сето тоа ништо, само си ги полнат джеповите и воопшто баш ги брига дека некој тамо лежи. Сега за мене, моје размислување. Доволно е што толку излежа, а досега можеше председателката на владата на државата да ги помилува
периодично по секој 6 месеци по некој и да бидат ослободени. Ви благодарам, ве поздравувам. Имаме ли време? Добар ден, повелете. Ало, Да, повелете, добар ден. ќе ми дозволи? Да, повелете. Се слушаме ли? За жал истече времето. Ајде секако утре ќе продолжиме. Тоа е тоа што не ограничува, инаку нема други причини на мое задоволство. Овакви навистина не е далеку од едноставни моменти. На мое задоволство дека дискутиравме навистина сериозно со една сериозна полемичка дистанца. И сето тоа остава впечаток дека случајот навистина без оглед на формално правно, но суштински колку е завршен, ако не е комплетиран, односно ако сите фактори не се тука, не знам, земени предвид извршители, нарачатели, односно не извршители, но и самата таа поларизираност која навистина прави огромен јаз меѓу две крајности, укажува на тоа дека правосудството би требало да токму со она и што го слушнавме и во разговорот со факти, пред кои боговите молчат, секако да се смири јавноста, ако веќе боговите молчат пред фактите. Што значи дека веројатно треба уште некој факт за да едната и другата страна и они ако се помеѓу, ако исто така имаат своја верзија на приказната, едноставно го затворат овој предмет, така што вистината ќе биде најдена и ќе биде прифатлива за сите. Ви благодарам уште еднаш, имајте пријатно попладне. Довидување.